Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе успееме да го задржиме вашето внимание и ќе останете до крај со нас. Многу ми е драго што еве за прв пат во Ваш термин успеав да договорам специјалист уролог хирург со кој што ќе поразговараме за една интересна тема за која што досега исто така не сме разговарале во оваа емисија. Иако нели уролозите се одговорни за повеќе проблеми кај мажите општо, а и за други некои проблеми со кои што нели се разбира специфично за оваа област. Денеска со мене во студиото е асистент доктор Слободан Гурмешевски, кој што е уролог хирург и ни доаѓа од Државната клиника за урологија од кампусот Мајка Тереза. Се надевам дека ќе биде оваа интересна тема, ќе говориме за машки стерилитет како што потенцирав. Можеби ќе спомнеме некои други нели проблеми со кои што уролозите се специјалисти, со кои што се разбира се справуваат во секојдневието и секако отворена контактна емисија сме, па доколку имате некое прашање, еве посебно за машкиот пол, може слободно да ни се јавите и да се приклучите во нашиот разговор. Многу ми е драго што сте денес за прв пат во Ваш термин и што договоривме еве да направиме една ваква емисија која што е, како да кажам, со една специфична тема. А за која што навистина последниве 2 децении, па последниве 10, уште повеќе навистина зголемен машкиот стерилитет. Исто како и кај женскиот. Прво да се зблагодарам за поканата. Чест ми е да гостувам во вашата емисија. Проблемот денес кој што ќе го разложиме пред пациентите, односно пред вашите гледачи, е проблем со кој што голем дел од населението се за жал се соочува. Така, да. И имаат навистина еден големи предрасуди кон истото. Така. Особено додека дојдат до она ниво да побараат помош од стручно лице, од лекари и така натаму и така натаму. Така. Сакам само на почеток вака како еве бидејќи прв пат ми гостува уролог, многу пати сум се обидувала некако да стапам во комуникација со некој од вашите колеги, меѓутоа еве требало вие да бидете тој што ќе гостува за прв пат во Ваш термин. На почеток би сакала какви се уролошки проблеми постојат чисто така информативно, па потоа ќе се префрлиме на темата. Урологијата е широка награнка од хирургијата. Секако поголем дел од проблемите се насочени кон машкото здравје, но тука не изостануваат проблемите кои што се соочени жените. Најчестите проблеми, особено во нашата држава, се проблемите со уринарниот трак поврзани со калкулоза, кој што е не така ретка. Иста така успешно се решава на нашата клиника, потоа проблемите со уроинфекциите, кои што и то како ја засегаат женската популација. Потоа проблемите кои што се поврзани со малигни и немалигни заболувања на уринарниот тракт, без разлика дали се работи на бубрек, дали се работи на мочен меур, простата и секако други малформации кои што потребно е да се хируршки решаваат и се во домен на уролошката гранка. Знаете зашто ве прашувам ова? Бидејќи ние ќе говориме за оваа тема, па можеби некој ќе сака да постави прашање и од оваа област, а вие сте нели специјалист за сето ова, па може и нели секако да им одговорите и на сите овие прашања од овие проблеми. Јас се надевам еве нашите гледачи слушнаа за се што станува збора и верувам дека се запознати. Ајде да кажеме нешто околу машкиот стерилитет, по-конкретно стерилитет, машки стерилитет, бидејќи навистина колку што можам и јас во разговорите што сум ги имала досега и со гинеколозите општо, значи навистина стерилитетот ајде да не кажам секој трет пар не може да добие нели принова по нормален пат. Така. Што се случува? Кои се причините, ајде на почеток така некако да почнеме, па ќе кажеме што значи стерилитет. Со дефиницијата за стерилитет, често таа се поистоветува со инфертилитетот. Таа дефиниција е раздвоена. Кога зборуваме за стерилитет, се мисли на воопшто неможност да се зачне. Така. И имаме една временска рамка која што е од 12 месеци со незаштитени сексуални односи. Така. Тоа е дефиницијата на Светската здравствена организација и апсолутно се согласувам со истата. Кога станува збор за инфертилитет, веќе имаме малку поистоветување и сите мислат дека тоа е збор, но не е баш така. Инфертилност значи дека веќе постоела некоја концепција, но не можела да таа заврши успешно, односно добиеме здрав плод. Така да тука мораме во старт веднаш да кажеме да ги разграничиме овие два термина. Инаку стерилитетот, за жал, секој трет млад брачен пар е погоден од истото.
Многу е важно со време да се започне со лекување. Причините се многу бројни, од многу страни, или мултифакторијални, мултиетиолошки. Таков и е пристапот. Така. Значи, пристапот кон лекување на овие проблеми е од повеќе специјалности, од повеќе гранки, а тоа вклучува секако уролог, вклучува психолог, вклучува ендокринолог, вклучува гинеколог. Имаме многу фактори кои што можат да доведат до стерилитет. Конкретно, сега кога зборуваме за машкото здравје, кај машката популација тие фактори се поделени како примарни, односно претестикуларни и тестикуларни, односно секундарни причини. Так. Тоа е малце стручно објаснување кон гледачите. Не би сакал многу да навлегувам во истото, би сакал на многу попрост начин да им го доближам истото тоа, но сепак и за стручната фелја би сакал да си го освежат своето знаење. Она што е во примарната причина најчесто се зборува за вродените аномалии, генетски, најчесто спомнуваме Клинефелтеровиот синдром, но имаме и други такви кои што се како резултат на хромозомални промени, деплеции, и секако транслокации кои што можат да доведат до намалување на плодност, односно до изоставување на сперматогенизата. Потоа проблеми кои што се поврзани со нарушување на хормоналната оска, дали се работи за примарен хипогонадизам или секундарен, и на крај промени кои што за жал немаме причина. Тие се околу 25% и за нив не можеме да најдеме точен коз или точна причина за кој што би можело да се најде секако и соодветно лекување. Така. Тоа зборуваме за оној примарен стерилитет. Примарниот. Во секундарниот веќе се заболувања кои што се насочени директно врз органот, односно врз тестисот, каде што примарно и се создава спермата, односно семената течност. Може да бидат повеќе видови заболувања кои што се како резултат на проширување на вените во тестисот, тоа е состојба наречена варикоцела. Сме говореле на таа тема. Абнормалности во каналниот систем на тестисот, кои што може да бидат причина за таа така наречена обструктивна азоспермија, ќе го објаснам во понатамошното излагање, заболувања во текот на животот кои што били од инфективна причина, а кои што довеле до реверзибилно, односно иревезибилно оштетување на семениот епител, герминативниот епител, и секако тука влегуваат во предвид и траумите, кои што имаат сите заедничко нешто, а тоа се нарекува оксидативен стрес. Оксидативниот стрес е она кое што доведува до оштетување на таа бариера помеѓу герминативниот епител и нашето тело. На тој начин имаме услови да се создава така наречени антисперматични антитела, кои што и то како делуваат во намалување на плодноста и имаат навистина неприпознатлив тек. Значи пациентот тоа не може да го почувствува се до момент додека не се одлучи да има потомство. Така да тука треба навистина да бидеме многу внимателни. Ме интересира еден друг момент, бидејќи, нели, ајде да кажам, некако мажите како да како да кажам, секогаш повеќе кога се случува, нели, стерилитет, некако секогаш се фокусираме секогаш на жената. И велиме ајде да се испита, нели, жената дали е се во ред, и некако како виновник секогаш жената ја посочуваат. Се извинувам, меѓутоа дали се сменети работите од порано, бидејќи порано не беше многу практика да се испитуваат мажите. Дали сега некако ми се чини дека се подигна свесност така нив? Апсолутно да. Мислам сепак морам да напоменам причините за стерилитет ги бараме и во двата партнера. Да. Значи, тука немаме предрасуди дали се работело повеќе проблемот кај женскиот партнер или кај машкиот партнер. Секогаш имаме подеднакво 50% и проблеми кои што можат поврзани да бидат со женското репродуктивно здравје и проблеми поврзани со машкото репродуктивно здравје. Секогаш женскиот пол, жените ја бараат и ја повлекуваат првиот чекор кон барање на стручна помош. Да, некако мажите како да се се случува многу често да сопругата или партнерката да дојде и да побара мислење за својот сопруг.
И тоа е она што не ми изненадува, затоа што се случило во многу наврати, но тука сме да помогнеме. Апсолутно е многу важно тоа да се побара помош. Сепак, тоа е. Како оди постапката, еве, кога се случува примарен, секундарен стерилитет? Како се третира? Што се презема околу тоа за да нели дојде до моментот за да може нели да се создаде потомство? Целта е прво да се излечи да го диагностицираме истото тоа. Диагностицирањето е прилично сложен процес, особено кога бараме хромозомопати. Тоа се палета на тестови, генетски тестови кои што служат да се одреди видот на хромозомопатијата или страдање на тој генетски материјал. Така. Доколку тоа се докаже, кај овие пациенти имаме иреверзибилно оштетување на сперматогенезата. Така да зборуваме за иреверзибилно оштетување и на плодноста. Што би значило тоа иреверзибилно? Тоа значи дека тука навистина не би можело да дојде до решавање на проблемот и да добијат нивно генетско потомство. Имаме така наречено вонтелесно биоподпомогнато оплодување, но тоа е регулирано со нашиот закон за биоподпомогнато оплодување и истото тоа вклучува донорство на јајцеклетки, на ембриони и секако сурогатство. Така да тоа е веќе друг принцип. Кога станува збор за она што можеме да го решиме, секако хормоналните нарушувања, каде што се третира хормоналниот недостаток со соодветна хормонална терапија, дали тоа ќе биде таблетарна, дали ќе биде ампуларна. Се користат повеќе видови на лекови кои што имаат цел да се бустира или да се зголеми и засили сперматогенезата, но и подвижноста или виталноста и мотилитетот на сперматозоидите. И секако она што е многу важно, доколку е хируршка причината, се третираат хируршки. Тука е нашата улога најголема, дали се работи за поправка на варикоцелата или варикоцелектомија, доколку имаме нарушување на семените каналчиња, тогаш одиме кон вазостомија или вазоепидемостомија. Тоа се состои каде што имаме обструкција, односно неможност да се исфрла семената течност. И мораме да направиме еден вид на бајпас за да тоа се случи. И секако доколку се работи за инфективна причина, насочено е кон соодветно лекување на инфективниот причинител според докажан антибиограм. Секако, тоа се антибиотици од широк спектар кои што имаат исклучително добро дејство и во самиот герминативен епител во тестисот и се даваат на определен рок, определено време и така натаму. Тоа спаѓаат во рамки на сексуалното трансмисивни болести и така и се третираат. Тоа сакам да напомнам. Околу возраста на пациентите кои што ви доаѓаат, се разбира од машки пол, сега прашувам, има ли вака да ми кажете како се движат возраста на пациентите, дали доаѓаат и можеби помлади пациенти кои што имаат стерилитет? Да. За жал се повеќе се среќаваме со помлади индивидуи кои што имаат проблеми. Колку години обично имаат тие помлади што најмлади што ви дошле? Најмладиот пациент, овдека имавме навистина проблем кој што беше како резултат на оштетување предизвикан од инфективен причинител. Стануваше збор за пациент кој што имал прележано заушкине. Обично тоа е, Така да кај него имавме прилично тешко оштетување на герминативниот епител, на тестисот и скоро комплетна нарушена сперматогенеза, докажано си пак со квалитативен квантитативен тест, тоа е спермограмот, не? Кај пациентот успешно се третираше хормонално а подоцна и се третираше со посебни техники на екстракција на сперматозоиди од тестисот. Кај него имавме сепак биоподпомогнато оплодување, но успешно се заврши. Сепак имаме и успешни приказни и успешни краеви на вакви. Така, иако кажавте дека постојат и некои од овие секундарни, ми се чини, стерилитети што не можат да се решат, да се третираат. Многу би сакала исто така да кажеме за варикоцелата. Тоа е нешто интересно што што треба да како информација се сподели. Која е причината за појава на варикоцела на тестис? Така, самата варикоцела означува проширување на венскиот плексус во скротумот, односно во тестисот. Само по себе тоа е бенигно заболување, но има крајно негативни импликации
врз самиот тестис, тоа ќе го спомнеме зошто е тоа така. Така. Самиот тестис се развива во скротумот, односно тоа е во скроталното ќеса и се развива на некоја температура која што е далеку под нашата телесна температура, а тоа е 37 степени. Значи, процесот на сперматогенеза бара пониска температура од 37 степени, односно идеална е некаде 35,7, кое што представува оптимум за развој на сперматозоидите. Варикоцелата ја зголемува таа температура. И затоа настанува проблемот. Така, како резултат на тоа имаме физички фактор кој што доведува до оштетување, сепак секундарно, на сперматозоидите. Дали тоа е нивната морфологија или форма, дали на нивната подвижност. Соодветно на тоа ќе имаме и оштетувања кои што се нарекуваат астенозооспермија, тоа се неподвижни сперматозоиди, или пак оштетување во морфологијата, тоа е тератозооспермија. Тие сперматозоиди се дефектни. Тие имаат прилично намалена способност за концепција, односно за оплодување на яйцеклетката. Така. Тука е директната корелација на варикоцелата со плодноста, односно со стерилитетот кај машкиот пол. Докторе, тука предлагам да се одмориме ние со еден прилог. Во новата сезона на ваш термин имаме соработка со магистр Татјана Павлова, која што е нутриционист и секогаш дава некои совети во однос на конкретно за денес, за машкото здравје, подготви еден прилог што е добро да се консумира, нели, во однос на храната, што е добро да се јаде во секојдневието и за превенција за машкото здравје, а и се разбира за некои проблеми кога станува збор за ова, па тука би предложила да го слушнеме прилогот, па потоа ќе се вратиме повторно да го продолжиме разговорот. Нашето тело е хормонски зависно. Ова значи и за обата пола. Што значи како што внимаваме за хормонскиот баланс при здравието на жената, исто така треба да се внимава и за хормонскиот баланс при здравието кај мажите. Многу често, денеска како резултат на високо процесираната храна, консумација на алкохол, седечкиот начин на живење, се повеќе се соочуваме со и дебелина кај мажите. Дебелината кај мажите се јавува поради покаченото ниво на естроген. Тоа е една од најчестите причини. Значи, кога овој процес се случува под дејство на одреден ензим, кога тестостеронот кој што го има машкиот организам се претвара во естроген. И во тој случај, значи, мажите се соочуваат со вишок килограми, летаргија, немаат волја за живот, намалена сексуална функција и така натаму. Постои храна која што во овој случај може и тоа како да помогне. Јас би набројала неколку видови на храна, како што се печурките, како што е црниот дроб, меѓутоа веќе ова е храна која што се добива од животинско потекло и би напоменала доколку успееме да најдеме органски црн дроб, секако би бил добар за машкото здравје. После тоа би напоменала дека цитрусите се исто така супер храна за помош во вакви ситуации и зачините како што е магдонос, како што е целер, рузмарин, жалфија и така натаму. Печурките, динстани на малку вода и маслиново масло представуваат супер храна каде што можеме ние да го контролираме нивото на естроген да не се покачува, додека нивото на тестостерон да биде стабилно. Кога реков за црниот дроб, значи црниот дроб приготвен во чорба е идеална намирница. Зашто? Бидејќи ги содржи оние сите липосолубилни витамини, како што е витаминот А, како што е витаминот Х, а исто така го содржи и холинот, кој што учествува во здравјето на секој одреден маж. После тоа би напоменала дека храна која што исто така може да помогне во чувањето на машкото здравје представуваат црвените плодови. Зошто? Бидејќи се богати со антиоксиданти. Кога станува збор за антиоксидантите, посебен акцент би ставила на антиоксидантот ликопен. Ликопен представува
е представник на групата каротеноиди, каде што влегуваат бета-каротенот, зеаксантинот и лутеинот. Неговата боја е исклучиво црвен. Значи, ликопенот се содржи во намирниците со црвена боја, како што е доматот, црвената пиперка, неговото количество застапено во кајсиите, калинката и така натаму. Што е карактеристично за ликопенот? Ликопенот се содржи исклучиво во обвивката на плодовите, а се појавува во самиот процес на зреење, бидејќи кога одреден плод не е узрен, тој и не може да добие црвена боја. Порано научниците на овој каротеноид, односно на овој антиоксидант, не му придавале значење, значи примарно место завземал бета-каротенот, поради провитаминското дејство, односно тоа што може да се конвектира во витамин А. Меѓутоа, со последните истражувања, ликопенот дал особено значајни резултати, каде што во Универзитетот во Харвард биле правени истражувања на мажи кои што одреден период консумирале кетчап и била подобрена функцијата на одредени параметри во машкото здравје. Па од тука се заклучило дека ликопенот штети првенствено од рак на простата, го подобрува сексуалното здравје и ја подобрува мобилноста на сперматозоидите и така натаму. Покрај ликопенот, значи односно синергиски, доколку ликопенот се користи со витамин Е, ова дејство и тоа како се истакнува. Како единствен и најголем представник на антиоксидантот ликопен би го напоменала доматот. Значи, доматите се исклучиво храна, што јас би рекла еликсир за машкото здравје. Значи, доматите, покрај тоа што ни даваат и антиоксидативно дејство, тие се исто така добар извор на витамин С. Значи, изобилуваат скоро 93% содржат вода. После тоа содржат Б витамини, содржат калиум, кој исто така е заштитник на кардиоваскуларното здравје. Значи, бенефитите од консумација на домати се исклучиво значајни. И плюс концентрацијата на ликопен е најголема. Меѓутоа, покрај во свежа форма, научниците откриле дека консумирањето на преработени форми на домат, како што е кетчап, домашните производи кои што ние ги користиме како зимница, како што е сувиот домат или сосовите збогатени со домат, исклучително повеќе имаат присуство на ликопен отколку свежиот домат. Зошто? Зошто е тоа така? Значи, каротеноидите како антиоксиданти на човековиот организам му се многу подостапни во преработена форма. Значи, при процесите на готвење или додавање на масло, тие едноставно се ослободуваат при топлина или масла и на тој начин му се повеќе достапни на организмот. Па поради тоа, од тука на трпезите секогаш нека бидат застапени домашно приготвените сосови или доколку доматот го консумираме во свежа форма, најдобра опција е да биде зачинет со маслиново масло, каде што антиоксидативниот капацитет би бил двојно зголемен. Исто така, доколку го додаваме во одредени наши омилени јадења, како што е пицата, секако тука ликопенот би ни бил најдостапен, но да не заборавиме да ги консумираме и сувите форми на домати, кои што секако можеме да си ги прилагодиме да бидат составен дел од сендвичите, различни тортили, вкусни салати и така натаму. Еве сме повторно назад во студиото. Се надевам дека се тоа што Тања го говореше во прилогот ќе ви биде од корист и ќе ја послушате, секако ќе се водите по овие нејзини совети, се со цел и да си го превенирате машкото здравје, а и нормално, нели, за оние кои што имаат проблеми, секако ќе им биде добре дојдено. Се враќаме повторно да проговориме, односно да го продолжиме разговорот за она што говориме за машкиот стерилитет. Кажав, мој соговорник е доктор Слободан Геремешлиовски, кој што е уролог, хирург и ни доаѓа од
Државната клиника за урологија. Докторе, до каде стигнавме третманот, ми се чини сега треба некако да го објасниме. Многу работи има што треба да ги објасниме, меѓутоа да ги сложиме. Најбитните, кај овие пациенти имаме еден важен сегмент. Често ни доаѓаат брачни парови кои што веќе биле на повеќе испитувања, направени се соодветни тестови испитувања, како што е спермограмот, хормоналните анализи, микробиолошките анализи, спермокултура, уринокултура, уретрални брисеви, но ништо не е докажано, односно имаме уредни наоди. На крај, после добиен спермограм, имаме азоспермија. И тога се поставува прашањето што понатаму. На гледачите да му објаснам азоспермијата што означува. Тоа означува отсуство на било каков сперматозоид во примерок од сперма, дадена за испитување. Она што тука го насочувам е докажувањето на азоспермијата. Сепак потребно е да се направи една минорна хируршка интервенција која што се прави во локална анестезија и практично се нарекува биопсија. Земаме, значи, повеќе парченца од тестисот и истото тоа го праќаме на хистопатолошка верификација и тогаш директно ја сознаваме дијагнозата, односно причината за азоспермијата. Доколку се докаже дека во тој примерок имаме виабилни сперматозоиди, односно обстои некој процес на сперматогенезата, тогаш се препорачува да во исто време се направи и екстракција на сперматозоиди. Тоа е технологија на тестикуларна екстракција, макрометода, наречена ТЕСЕ, или пак ако се прави микрохирушка, се нарекува МЕСЕ. Целта е да се пронајде сперматозоид кој што подоцна би се искористил за инвитро фертилизација или за ICVS. Тоа е така реченото биопотмогнато оплодување кај овие парови. Додека крипторхизам, малце си мињава чудни па додека ги изговорам. Крипторхизмот е нешто што ги засега и рековме спаѓа во групата на тестикуларни причини на заболувања. Се јавува уште во помалата возраст, односно и во текот на периодот на детството, каде што кај овие пациенти доаѓа до заостанување на десцензус или спуштање на тестисот во скроталното ќесе. Крипторхизмот само по себе може да биде ектопичен, односно да биде во било кој дел од вашето тело, дали во абдоминалната празнина, или пак да биде, значи, во насока на ингвиналниот канал, но не и спуштен во мадното ќесе. Токму причината зошто е тоа неповолно за развој на сперматогенезата се огледа со тоа што тестисот е во средина каде што повторно температурата е од 37 степени и повеќе. И апсолутно повторно е физичкиот фактор и повторно, оштетување кој што е иреверзибилно на тој процес. Затоа и се препорачува современо решавање на овој проблем, секако хирушки, кој што се состои во десцензус на тој тестис и кога велам навремено се мисли уште во првиот 3 години од животот. Секој покасно решавање доведува до подалекосежни оштетувања, кои што за жал имаат и секвак и потежок карактер и се потешки за третирање. Што значи абнормална ејакулација? Кај определен дел од машката популација, ејакулацијата може да биде превремена, може да биде ретроградна. Кај пациентите кои што имаат превремена ејакулација, тогаш имаме ситуација во која што немаме доволна количина на сперма која што би можела да биде потенцијална за да се случи концепцијата или оплодувањето. А кај ретроградната пак, дел од спермата, ако не и целата количина, завршува назад во мочниот меор, односно се меша со урината. И на тој начин повторно немаме доволна количина за концепција. Овие два проблеми исто така се решаваат, може да се решат хирушки. Еден од тие хирушки решавања е трансуретрална ресекција или поточно кажано инцизија на семените каналчиња за да се доведе до подобар мласна ежекција и за добиеме конкретно подобра антероградна ежекција на сперма.
а вториот начин е со соодветни лекарства кои што би помогнале во одложување на процесот на ејакулација. Тоа се разли медикаментозни, опијати, антисеρωτонински реаптек инхибитори, бихевиорална терапија, психолошка, така да тоа е делот кој што може да помогне. Секој проблем си има посебна диагностика, посебен третман и се разбира се за цел да може да се најде решение за стерилитетот и да може нели потоа да се добие сега на наше заедничко задоволство, секогаш сме среќни кога можеме да му помогнеме на пациентот, апсолутно. И сега нешто тука што би сакала исто така да го потенцираме, бидејќи нели сепак треба чисто не следи, претпоставам и по возрастна и по млада публика, како информација, бидејќи знаеме дека сексуално преносливите инфекции исто така предизвикуваат стерилитет исто кај мажите, па би сакала да ги посочиме кои се тие и еден апел до младите сепак да ги почитуваат оние правила на заштитени сексуални односи, кога нели не се во брак. Така, или сексуално полновите болести ги имаме многу различни причини, или ќе биде многу краток, вирусни, дали е тоа хепатитис Б, дали хепатитис С, вирусот на ХИВ сепак, потоа бактериските причинители, кои што во најголема мера тоа е стафилококот, ентерококот, ешерихијата, потоа може да бидат ешерихијата може да предизвика нарушување на сперматогенезата. Имаме воспаление. Секој воспаление предизвика оксидативен стрес. Сето тоа поврзано. Има една карика, механизам кој што доколку трае подолготрајно и то како може да доведе до нарушување на процесот на сперматогенез, односно до оштетување на сперматозоидите. Тука влегуваат и атипичните микроорганизми, многу популарни, како што е уреоплазмата, микоплазмата, хламидијата. Интересно е за уреоплазмата, така кога сме говориле, нема некои специфични симптоми. Така. Толку знае да направи проблем и кај жените, и кај мажите. Значи, некоја инфекција, некоја од инфекциите кои што од поново време, ајде да кажеме така, бидејќи така кога се информира во една прилика, кога говорев на таа тема, е од поново време и најлошо е тоа што ако не се, нели, направат брисеви, ако не се направат брисеви, нема да се знае дека постои и ако не се третира и како ги запушува и каналите на има негативни импликации, има апсолутно. И исто така и кај мажите. Уреоплазмата е патоген кој што кај делот носителите е асимптоматски. Значи може да почувствува некој, кога станува збор за машка индивидуа, може да почувствува некој пецкање во уретрата. Кај жените истото може да се јави, но може и да појави некој дисчардж кој што спонтано ќе исцеде, кој што спонтано ќе исчезне и тоа е тоа. Тука е најголемиот проблем. Затоа што уреоплазмата перзистира понатаму и предизвикува оштетувања кои што се поврзани, особено кај женскиот пол, поврзани со утерините туби, кои што ги запушува како резултат на тоа оштетување, таа инфламација која што ја предизвикува. Истиот одговор го предизвикува и внатре во каналчињата на тестисот, каде што се движи сперматозоидите, односно спермата. Подеднакво исто. Клин е фелтер синдром. Како што реков, едно од претестикуларните, клинефелтериот синдром е нешто кое што е поврзано со хромозомопатиите. И кај овие пациенти, токму како резултат на тоа, постои транслокација и недостаток на еден ген кој што е директно поврзан со процесот на сперматогенезата, односно развојот на секундарните полови карактеристики. Така да во тој случај кај овие пациенти скоро во целост отсуствува процесот на сперматогенеза. Значи тие се неплодни. И нешто што е како да кажам, можеби најлош момент туморот на малигните и бенигните тумори за тоа е добра тема за која што би можеле да ја разговараме малку подетално во друг наврат. Има многу теми кои што би можеле навистина ми е драго што исто така многу интересна тема и која што за жал се почесто ја среќаваме во патологијата на нашата клиника, во нашите амбуланти. Присуството на туморска маса во тестисот или тумор на тестис е нешто што порано се детектира, толку подобро се третира. Апсолутно после физикалниот преглед,
Најчесто пациентите доаѓаат со сомнеш дека... Имаат некои симптоми или нешто Не, напипале? доаѓаат дека нешто е во текот на туширање, нешто пипнале на тестисот. Така. Доколку тоа се покаже евидентно, сепак потребно да се направи ехо на тестис, една комплет рутинска лабораторија со соодветни туморски маркери, кои што ги имаме за оваа цел, и се докаже дека нешто се случува, тогаш најдобрата диагностика е да се направи магнетна резонанца на тестисот, со кој што ќе добиеме елокантен примен на тестисот, неговата структура и сепак патолошката формација која што е во неа. Така. Како се решава секако хирушки? И бенигниот и малигниот? Не, зборувам за малигниот. За малигните случаи. Бенигни, тоа е ретко ни се случува. Сега имав во моментов таков пациент каде што имав еден вид на тумор, кој што се нарекува Leydig cell и кој што во определени ситуации знае да се однесува како малиген, но во определени ситуации знае да се однесува како бениген тумор. Ние кој овој пациент, токму заради тоа што бевме со сомнение дека дали се работи за малиген или не, направивме екстемпоре биопсија. Таа е биопсија која што е предоперативно, се прави, се испраќа на патолог. Патологот е стручњак кој што тоа го гледа под микроскоп и детектира дали има промени. Тие смета дека има и ние завршивме со комплетно вадење на тестисот. Така да потребни се дополнителни евалуации, дополнителни испитувања кои што се во рамки на патологијата, тоа се имунолошки методи. Меѓутоа, колку што ве разбрав, се извинувам што прекинувам, најчесто е малиген. Најчесто малигни се. Кажавте, најчесто се малигни, решавањето е со радикално, со состранување на тестисот и семената врвка. И тоа значи дека потоа сепак имаме два тестиса, така да пациентите и понатаму имаме многу парови, имаме многу парови кои што со еден тестис живеат, и имаат потомство со истиот. Многу е важно да постоперативниот тек, значи постојано да се следат, постојано да се прави фолоап со тие туморски маркери и сепак мислењето од онколог, кој што е лекар за третман на малигните заболувања, е многу важно. Ние имаме одлични онколози кои што се занимаваат со оваа проблематика и имаме навистина соодветна терапија која што одлично делува врз овој вид на тумори. Докторе Слободан, кога станува збор за простатата, сме говореле за таа тема, меѓутоа ме интересира и дека е некако, како да кажам, поспецифично за повозрастната популација, меѓутоа што со туморот на тестисите, за која популација е поспецифичен? Можеби кај помладата или? Така, почесто се јавува во помладата возраст. Говориме за стерилитетот. Ова е одлично прашање, се појавува во помладата возраст, че некаде од 17-та година па се до 34-та година е пикот, кај што се јавува најголем број. Баш во оној период каде што Тоа е пикот, но неретко имаме да се добие потомство, неретко имаме случаи кај пациенти кои што се над 40, над 50 години. Имаме различни видови, најчесни е семиномот од тие типови. Неретко имаме и герминативни кои што се типот на ембрионален карцином, тератокарцином и така натаму, да не должам многу. Сите тие имаат малиген карактер, апсолутно така треба да се третираат. Освен што кажавте дека треба нешто да се напипа, кај мажите, веќе тоа претпоставам дека си го знаат, како само преглед. Има ли некои други специфични симптоми, можеби оток на тестисот или црвенило или нешто друго, што би можело да посочи дека станува збор за тоа? Ова е одлично прашање. Пациентот понекогаш се жали дека наеднаш му се појавил оток на тестисот. Тој оток најчесто е без болка, безболен и е ладен. Добро. Не укажува на воспалителен процес. Значи нема жештина туку. Да, апсолутно. Значи не укажува спротивно на сето тоа. И со самото тоа кој ќе рече имаме оток кој што се појави наеднаш или за еден пократок временски период, а е безболен, треба да се навистина ама не мора секогаш да значи да не ги плашиме. Не мора, но треба да се вклучи тоа црвено светло. Да се појде да се посети уролог и да не се чека да тоа прогредира, да, апсолутно. Цело време говориме за многу проблеми, нели? Навистина дури вака кога разговарам понекогаш и не сме ние свесни навистина што се постои како проблем. Како кај жените, така кај мажите, нели, во однос на женското и машкото здравје, пак во однос и на стерилитетот, како сето тоа треба да се реши навистина.
секоја чест на вас, докторите. Кои се причините? Постојано говориме за тоа да се води здрав живот, или да се внимава на ова, да се внимава на она, да се... Значи, која е причината? Спомнавте во неколку наврати оксидативен стрес. Што значи оксидативен стрес? Еве вака, чисто да ги информираме нашите гледачи. Во нашиот гледачи. организам се создаваат така наречени кислородни радикали. Добро. Тие кислородни радикали се некојато уште и слободни радикали, кои што нашиот организам има потенција, значи е способен да ги неутрализира. Но доколку се создаваат во голема количина која што го надминува потенцијалот на нашиот организам, тогаш имаме нарушување на таа хомеостаза. Самото тоа што се создаваат прекумерно укажува дека нешто се случува. Дека имаме некој процес од различна етиологија кој што го иницира сето тоа. Толкому заради тоа имаме директно оштетување на клетката. Секојаш ова се гледа на ниво на клетката, односно целуларно. А таката на овие слободни радикали врз клетката доведува до нарушување на тие бариери во нашиот организам кои што се важни за функционирање на хомеостазата или балансот. Како одбранбен механизам. Нарушување на таа бариера на ниво на тестис, односно нарушување на таа наречена герминативна епителна бариера, ова е многу стручен назив сепак, но повторно ќе напоменам ако гледачите размислуваат дека имаме на пример една преграда и таа преграда ако на некои места се пробуши, тогаш доведува проблем. Тогаш доведува до контакт на содржината во тестисот кој што се смета за непозната за нашиот организам. И имаме реакција. Таа реакција се огледа со составање на антитела, кои што се насочени кон сперматозоидите. Се нарекуваат антисперматични антитела. И тие директно го оштетуваат сперматозоидот. И тоа е една од причините за иреверзибилно оштетување на сперматогенезата и директно поврзана со стерилитетот кај мажите. Други некои фактори кои што навистина многу влијаат врз сите спомнуваат во последно време стилот на живот. Што би спомнуваме стилот на живот, имаме многу што да кажеме за стил на живот. Почнуваме прво почнуваме од исхрана, второ почнуваме од физичката активност. Има некоја статистика која што вели дека кај обезните мажи е понамален потенцијата, намалена е плодноста и така натаму. Исхраната со масти исто така доведува до намалување на плодноста. Потоа исхраната со конзерванси, храна богата со конзерванси или така наречена естроген-лайк субстанци, исто така доведува до намалување на плодноста токму заради тоа што тие субстанции имаат мимикрија и делуваат нешто како естрогените кои што делуваат во женското тело. Така да сето тоа се исто така кога зборуваме за злоупотреба на субстанции, значи преголем внес на алкохол, пушењето, недозволени субстанции, така натаму и така натаму. Говоревме скоро за сето тоа има импликација. За тие недозволени како врз општото здравје, така и врз плодност. Апсолутно. Кога зборам за недозволените субстанции, тука имаме исто така широк диапазон кој што може да влијаат врз ова и плодност. И не би сакал тука да навлегувам воопшто, затоа што тоа е еден стил на живот кој што сепак доколку сакаме да имаме подобрување на нашето здравје и сепак и на плодноста, треба да го смениме, не? Така да тоа е дефинитивно. А што се однесува до внес на хербални лекови, до внес на дополнителна аѓувантна терапија за подобрување на плодноста, сепак постои. Постои. И таа се огледа во вид на минерални суплементи, витамински суплементи, се огледа трибулусот ни е одличен суплемент кој што и тоа како го подобрува сперматогенезата. Потоа имаме лек кој што е добиен од улје од Ceronia repens, кој што исто така има позитивно влијание не само на плодноста и на простатата. Сето тоа е така наречена хербална, фитохербална терапија кој што има позитивно влијание и дозволена. Така да што може да направиме е тоа. Така. Што би додале друго во однос на превенцијата за сите овие проблеми за кои што говоревме, а во однос на стерилитетот? Така. Еве, кажавме стилот на живот, да се сите овие работи кои што ги потенциравте од консумирање на алкохол, да
да се избегнуваат кога веќе сакаат да станат родители или треба да се внимаваат и во текот на нивната младост? Не станува збор само на општото здравје, станува збор и на здравото потомство. Да. Тоа е исто така многу важен сегмент во сето. Да, и тоа да го напоменеме, да. Апсолутно, кај овие пациенти сепак е, кај овие и на гледачите, секогаш е многу важно да им се напомене дека навременото барање на помош од лекар значи навремено лекување. Така. Мора да имаме во предвид дека се што е навремено лекувано има да поголема шанса да се излекува, односно да се спречи понатамошно оштетување. Односно нарушување на сперматогенезата, а со тоа и на плодноста. Така да тоа е апсолутно нешто што би сакал да им го доловам на гледачите и она што е многу важно, редовните контроли не се прават само кога имаме проблем. Така. Туку се прават и заради скрининг. Односно да се види дали е се во ред. Да. Така да сепак и скринингот исто така е многу важен и ги поддржувам и ги поттикнувам да го прават. Така. Јас ви благодарам за денес, уште еднаш да потенцирам денеска на моје големо задоволство. За прв пат ми беше соговорник, асистент доктор Слободан Гурмешевски, кој што е специјалист уролог хирург и ни доаѓа од Државната клиника за урологија, па еве за сите оние кои што не следат, можеби ја сакаат да го посетат доктор Слободан, тогаш ќе можат да побараат термин за кај него, да појдат да се исконсултираат за многу проблеми, не само за овие денес за кои што говоревме, секако доколку сакате и за овие, можете да појдете и ќе се сретнете, ќе се обиде да најде решение за сето она што ве мачи. Докторе, ви благодарам, беше наистина чест што ми бевте денес гостин по ваш термин и еве можеби ако можеме вака да се закажеме негде во јуни уште една емисија, бидејќи има многу теми кои што можеме да ги поминеме, па ќе се договориме така пред да завршиме сезоната да направиме уште една емисија, бидејќи навистина има многу теми за кои што треба да се говори. Ви благодарам многу. Посакувам успех на поканата. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес и благодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена со нов соговорник и нова тема.